Македонија влезе во портокалова фаза и со секој изминат ден се поголеми, односно повисоки температури имаме, односно температурите се движат на 35 степени. Секако затоа треба да се почитуваат препораките за заштита на нашето здравје, а за тоа дали се уште ќе се грижиме за тоа дали ќе имаме вакви високи температури и во идните денови, разговарам ово утро со Јована Тасевска, дежурен синоптичар во УХМР. Добро утро и добро дојдовте во нашата емисија. Добро утро, Марија, добро ве најдов, поздрав до гледачите. До кога да очекуваме всушност вакви високи температури, дневни над 35 степени? Така, до крајот на неделата на повеќе места ќе се задржат дневните температури во поголемиот дел од земјава над 35 степени. Што е со вечерните часови? Во вечерните часови исто така на повеќе места температурите ќе достигнат 20 степени, така да ќе имаме тропски ноќи. Крајот на неделата зборувате и за време на викендот или? Така, особено за време на викендот ќе биде топло, максималната температура ќе биде во интервал од 35, односно 36 до 43 степени. Вредноста на УВ индексот и понатаму останува висока и изнесува 10. Како резултат на што се јавија овие високи температури? Па да, сега сме во фаза на најголемиот природен климатски феномен Ел Нињо во неговата топла фаза и ова е како една последица од феноменот Ел Нињо. Дали всушност овие високи температури, ако се долготрајни на некој начин, би можеле да придонесат за долготрајна суша кај нас? Високите температури сами по себе се показател за сушно време, но не значи дека ако имаме високи температури дека ќе имаме и суша. Летово ќе има и период на нестабилно, на променливо и нестабилно време со дожд. Важиме ли за земја која има доволно количина на врнежи, кога веќе напоменавте дожд? Па не важиме за земја која има голема количина на врнежи. Значи, јужните делови на нашата земја се со медитеранска, останатите со умерено континентална клима. Сега заради климатските промени во одреден дел од годината може да има надпросечни количини на врнежи на дожд, но не за разлика како што има во некои други држави. За крај може и да напоменеме, ако секако имате информации, какво време не очекува во август, дали ќе имаме топол август како и што имавме топол јули? Добро, за сега е се уште рано, но Управата за хидрометеоролошки работи навреме ќе извести за сезонскиот. Добро, почеток, За сега се уште е рано, но Управата за хидрометеоролошки работи навреме ќе извести за секоја промена. Благодарам многу. Благодарам на вас.